Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани пријатели, драги гледачи, еве не повторно заедно со нашата и ваша емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова емисија би сакал да ја започнеме со неколку убави мисли. Бог како извор на надеж во сите времења. Во овие времења, кога човекот се соочува со немир, неправда и болка, природно е да го постави прашањето каде е тогаш надежта. Секоја човечка сигурност е кревка. Здравјето, например, финансиите, луѓето околу нас. Но Библијата постојано не враќа кон еден неприсушен извор, а тоа е самиот Бог. Тој не се менува со времињата, не е под влијание на околностите и не го заборава своето дете. Токму затоа верникот може да има надеж која не се менува преку бурите или со бурите на животот. Еве го нашиот денешен воведен стих во Псалам, 18 глава, 2 стих. Господе, мојата карпа, мојата тврдина и мојот избавител. Кога човекот ќе научи дека Бог е негова карпа, тогаш стравот губи сила, а во срцето на човекот почнува да извира спокој што светот не може да го даде. Затоа надежта не е само чувство, таа е Божи дар кој се заснова на неговата верност. Нека, драги пријатели, и овој ден кој е пред нас, Бог да биде извор на нашата надеж, надеж за сите времиња. И како што читавме во Псалам 18:2, Господи, мојата карпа, мојата тврдина и мојот избавител. Друго е кога ќе стоиме на карпа, на камен, а друго е на песок. Песокта е нестабилна, а карпата е цврста, стабилна. Нека таа карпа е Господ и биде и денеска во нашиот живот. Господ е мојата карпа, мојата тврдина и мојот избавител. Продолжуваме со нашата програма. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Еден поглед кон тебе, една средба со твоите очи и се промени се. И се промени се. Го барам само Твоето лице, никаде нема да одам без Тебе, Боже, без Твоето присуство. Го барам Твоето лице, Твојата убавина, Боже. Во Твојот
Не треба да се биде лицемерен, ни плашлив, ни лаком, ниту треба човек да се грижи за земното богатство. За стражарењето, за помирливоста, знакот на времињата. Глава 12. Меѓутоа, кога се насобраа илјадници народ така што се газеа еден со друг, он почна да им зборува најнапред на своите ученици. Пазете се од квасот фарисејски, што е лицемерие. Нема ништо сокриено, а да не се открие, ни тајно, што не ќе се узнае. Па затоа, што сте рекле во темнина, ќе се чуе на видело, а што сте рекле на убо во скривница, ќе биде разгласено од покривите. А вам, на моите пријатели, ви велам, не бојте се од оние што го убиват телото и потоа не можат ништо повеќе да направат. Но ќе ви кажам од кого да се боите. Бојте се од оној кој по убивањето има власт да фрли во пеколот. Да, ви велам, од него бојте се. Зар не се продаваат 5 врапчиња за 2 асарија? И ниедно од нив не е заборавено од Бога. А вам и косата на главата ви е изброена. Па така не бојте се, од многу врапчиња вие сте поскапи. И ви велам, секој што ме признае мене пред луѓето, и Синот човечки ќе го признае пред Божите ангели. А кој се одрече од мене пред луѓето, и тој ќе биде одречен пред Божите ангели. На секој што ќе каже збор против Синот човечки, ќе му биде простено, но на оној кој похули на Светиот Дух, нема да му се прости. А кога ве одведат во синагогите и пред властите и началствата, не грижете се како ќе одговорите или што ќе кажете. Зашто Светиот Дух ќе ве научи во истиот час што треба да кажете. Некој од народот му рече: Учителе, кажи му на мојот брат да го раздели со мене наследството. А он му рече: Човеку, кој ме постави да ви судам или да ве делам? Потоа им кажа: Гледајте и пазете се од лакомство. Оти животот на човека не зависи од изобилието на неговиот имот. И им кажа парабола и рече: На некој богат човек нивата му беше родила многу и мислеше во себе велејки, што да направам. Немам во што да ги соберам плодовите своји. Па рече, вака ќе направам. Ќе ги урнам амбарите своји и ќе созидам поголеми. И таму ќе го соберам сето свое жито и сите своји добра. И ќе и речам на душата своја: Душо, имаш многу добра, приготвени за многу години. Јади, пи и весели се. Но Бог му рече: Безумниче, нокеска ќе ти ја побарам душата твоја, тоа што си го приготвил, кому ќе му остане? Така бива со оној што собира добра за себе, а не се богати во Бога. И им рече на учениците своји: Затоа ви велам, не грижете се за душата своја, што ќе јадете, ниту за телото свое, што ќе облечете. Зашто душата е многу поскапа од храната и телото од облеклото. Погледајте ги гавраните како ни сеат, ни жнеат. Тие немаат скривници, ниту житници, и Бог ги храни. А колку сте поскапи вие од птиците. Па и кој од вас, грижејќи се, може да му додаде еден лакот на својот раст? И така, кога ни најмалото нешто не можете да го направите, зошто се грижите за друго? Погледајте ги лилјаните како растат. Ни се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во сета своја слава не се облече така како еден од нив. Ако пак требата во полето, која денес ја има, а утре се фрла во оган, Бог така ја облекува, тогаш колку повеќе вас, маловерни. Па затоа и вие не барете што ќе јадете или што ќе пиете и не се загрижувајте. Сето тоа го бараат и незнабожците на овој свет, а вашиот Отец знае дека тоа ви е потребно. Но барајте го Царството Божјо и сето тоа ќе ви се придаде.
не бој се, мало стадо, зашто волјата на вашиот Отец е вам да ви го даде царството. Продајте си ги имотите ваши и давајте милостиња. Згответе си ќесиња што нема да изветват, сокровиште на небото, каде крадец не се приближува и кој молец не го јаде. Зашто, каде што е сокровиштето ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Нека ви биде крстот стегнат и светилата запалени. Тогаш и вие ќе личите на оние луѓе што го чекаат својот Господар да се врати од свадба, за да му отворат веднаш, штом дојде и почука. Блазена оние слуги што ќе ги затече Господарот будни, кога ќе си дојде. Вистина ви велам, тој ќе се опаши и ќе им рече да седнат, па ќе пристапи и ќе им служи. А ако дојде и на втора стража, и на трета дојде ли, и ги затече така, блазена тие слуги. Знајте го и тоа дека, ако домакинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би седел буден и не би дозволил да му ја подкопаат куќата. И вие, значи, бидете готови, зашто во кој час не мислите ќе дојде Синот човечки. А Петар му рече: Господи, за нас ли ја кажуваш оваа парабола или за сите? Тогаш Господ рече: Кој е тој верен и мудар слуга, кого го поставил неговиот Господар на своите слуги, за да им дава потребна храна на време? Блазен на тој слуга, чиј Господар, кога ќе дојде, го затече така да постапува. Вистина ви велам, дека тој ќе го постави него над целиот свој имот. Ако пак тој слуга рече во срцето свое: нема скоро да дојде мојот Господар, па почне да ги бие слугите и слугинките, да јади и пие и да се опива, Господарот на тој слуга ќе дојде во ден во кој не очекува и во час што не го знае, па ќе го оддели и ќе го постави меѓу неверните. А оној слуга кој ја знае волјата на својот Господар и не го приготвил и не постапил според волјата негова, ќе биде многу биен. Кој пак не знаел и направил нешто достојно за казнување, ќе биде малку биен. Кому е многу дадено, многу и ќе се бара од него, и кому му е поверено повеќе, повеќе ќе се бара од него. Јас дојдов да фрлам оган на земјата и колку би сакал да се беше веќе разгорел. Со крштавање треба да се крстам и колку ми е мачно, дури не се сврши тоа. Мислите ли дека сум дошол да дадам мир на земјата? Не ви велам, туку раздвојување. Оти од сега петина во една куќа ќе бидат разделени, тројца против двајца и двајца против тројца. Ќе биде татко против сина си и син против татка си, мајка против ќерка си и ќерка против мајка си, свекрва против снаата своја и снаата против свекрвата своја. А на народот му рече: Кога видите дека се крева облак од запад, тогаш велите: ќе врне дожд. Така и бива. А кога дува јужниот ветар, велите: ќе биде горештина. Па така и бива. Лицемери, лицето на небото и земјата умеете да го разпознаете, а ова време како не го познавате? Зошто и сами од себе не судите што е праведно? Кога одиш со својот противник пред власта, гледај уште по патот да се измириш со него, за да не те предаде на судијата, а судијата на слугата и слугата да те фрли в затвор. Ти велам, оттаму нема да излезеш, дури не јадеш и последната лепта. Sekoj mi, so ljubov, so ljubov, so ljubov, kon drugi te
кон другите. Сакај ко Исус, подај ти рака, утеши некој, насмевни се со љубов, со љубов, со љубов кон другите. Во денешната тема, почитувани пријатели, би размислувале под наслов Скршената гранка. Иако не ни е јасно или не ни се јасни сите работи на првиот грев, како се случил гревот горе во Вселената, кај Божиот престол, знаеме дека непослушноста го на земјава одвоила човекот од Бога, а секако и горе на небото, кога Луцифер почнал да шири омраза и лага против својот Создател. Смртта се појавила на оваа наша планета како последица на тоа одвојување. Со цел оваа вистина длабоко да се втисне во срцата на првите грешници, Бог едноставно воспоставил жртвен систем или жртвување на животни како символична замена за грешникот. Адам морал да свати дека платата за гревот е смрт и дека грешникот или неговиот заменик мора да умре. Но требало да го дозна и тоа дека Бог не е само Бог на правда, туку и Бог на милоста. Пред да ги оддалечи како виновници од Едемската градина, Адам и Ева Бог ги облекол во алишта. Првин тие си направиле своји алишта од смокви, значи лисја од смокви, но потоа Бог им дава алишта од кожа, закал животног, би рекол Бог. На тие невини жртви Бог им го одржал првиот час за својата милост. Сомневањето во Божјата доброта довело до расцеп. Неверувањето значило отцепување или, би рекол, одвојување, а верата накамелување, значи да се накалемат или повторно да се соединат со Бога. Библијата еве што вели во Евреите 10:38, а праведникот преку вера ќе биде жив. Тоа била вистина во првите денови на човечката раса, како што и денеска. Ова голема вистина е истакнал пророкот Авакум 600 години подоцна или 600 години пред Христовото раѓање, а во Новиот Завет апостол Павле ја повторува 4 пати. Наспроти огромната пирамида на пластено знаење, сегашното поколение, би рекол, христијани го прави истиот грев што го направил и првиот човек Адам. Се обидува да живее одвоено од својот Творец. Човекот прогласил дека самиот себе си е доволен и почнал да се обожава самиот себе наместо да го обожава Бога. Науката денеска се слави како некој нов месија, иако 21. век или 20. век би рекол почнал со ласкање кон хуманистичката филозофија и со додворување кон материјализмот, сепак современата наука сите своји резултати ги дзида на нематеријална основа. Никој не се сомнева во невидливото постојање на атомите. Тоа е науката го докажала. Или електроните, неутроните и протоните, ние со голо око не може да ги видиме, но науката тоа го пронашла. Атомската наука буквално почива врз невидливите столбови на енергијата. Библијата, еве веќе скоро 20 столетија, го истакнува постојањето на невидливото. Кога апостол Павле зборувал за тоа, сигурно не можел да знае за чудесните атоми во негово време секако, па сепак во видливото ја видел невидливата божествена сила. Еве што тој ја запишал. Она кој може да се знае за Бога, ним им е познато, бидејќи Бог им го откри од она што е во него невидливо, односно вечната слава негова, сила и божество се гледа уште од создавањето на светот, гледани според неговите дела, па така тие да немаат изговор. Римјаните 1 глава 19 и 20 стих. Ако човекот, почитувани, го истражува светот на природата, ќе дознае не само дека постои Бог, туку ќе ја знае, ќе ја запознае неговата сила. Природата секако и Библијата се две божествени книги што на човечкиот ум ја откриваат Божјата вечна сила на божество. Во еден трагичен миг Адам ја заборавил, би рекол, основната вистина за одржувањето на животот во природата, што Библијата ја
ја дефинира со следниве зборови. Знај дека ти не го држиш коренот, туку коренот те држи тебе, пишува Павле во Римјаните 11:18. Коренот на животот е Божјата сила, драги пријатели. Еден бил цена, значи Едемската градина, бил сцена на Адамовото неверување. Апостол Павле кажува за сиот човечки род, тие преку неверие се отцепија, Римјаните 11:20. Во рајот, значи во Едемската градина, Адам и Ева морале да ја научат, би рекол, првата лекција на верата. Првата смрт во Вселената настапила во рајот, таму на тоа тромеѓе, би рекол, и на границата кога Каин го убива својот брат. Таа се јавила, смртта се јавила како последица на нивната непослушност и оттугеност од Бога. Од тоа време првите луѓе својата вера во Божјата правда и милост ја изразувале со пренесување жртви. Библијата ги опишува жртвените приноси на Каина и на Авела. Каин, вели Библијата, донел градинарски плодови, додека Авел донел јагне. Новиот Завет се осврнува на нивните жртви со овие значени зборови. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва отколку Каин, Евреите 11:4. Со тоа, зошто таа била подобра жртва, би рекол? Затоа што била принесена со вера во идната жртва на Голгота, каде што Божето јагне, Исус Христос, ке се принесе себе си како заменик за човекот. Библијата кажува дека верата доаѓа од слушањето на проповедите, на Библијата, на вистината, Римјаните 10:17. Авел требало да чуе за тоа како може да изрази својата вера. Упатствата и објаснувањата морале да бидат дадени пред принесувањето на жртвата. Без сомнение Адам ги учил своите деца. Ги учил своите синови дека верата е услов за стекнување на Божјата милост. Првото јагне, Авела и сите подоцна на жртви биле символ на само една жртва за гревовите, предвидена за откуп на целиот свет, со приносот на телото на Исуса Христа, еднаш што секогаш вели Павле во Римјаните 10:12 и 10. Потполно е разбирливо што животинските жртви не можеле наполно да изразат вистината дека духовната и физичката смрт се последица на гревот. Тие не можеле да ги усовршат оние кои пристапуваат кон Бога, вели Павле во Евреите 10:1. Денеска физичката смрт е природна последица на духовната смрт. Во мигот кога Адам сгрешил, почнала неговата духовна смрт, зашто гревот ги одвоил од Бога како извор на животот. Неговиот физички живот бил привремено поштеден за да има прилика да го прифати големиот дар на Божјата милост. На крајот сепак Адам морал и физички да умре за својот грев. Кога дошол Исус на оваа земја како вистинска жртва за гревот, со својата смрт тој ја платил страшната цена на човековото оттуѓување од Бога. Неговите страдања не биле само физички. Исус бил наполно свесен за својата духовна смрт, што настапувала како најужасен дел на умирањето. Неговата агонија, би рекол, била неопишана кога од длабината на својата душа извикал: Боже мој, зошто ме остави? Запишал Матеј во 27:46 стих. Исус, почитуване, ги издржал сите маки. Тој, би рекол, ги издржал маките на нашата смрт, за ние да ја запознаеме радоста на неговиот живот, но тој дури во смртта бил победник. Неговата смрт била наша смрт. Со својата смрт и воскресение го отворил патот на животот. Неговата жртва на Голгота, би рекол, го помирила светот со Бога. Значи, тие биле едноставно одвоени, тој ги изближил со својата смрт на Голгота, Исус ги помирил меѓу себе. Таа и дала сигурност на целата вселена дека еден ден гревот за секојаш ќе биде отстранет. Исус умрел за човекот како негова замена. Казната за сите гревови на светот, на сите времења е извршена врз Исуса Христа. Во Христа како човек заменик. Значи, Исус тој бил богочовек на оваа земја, но тој го подметал, што би се рекло, својот грб, кога го тепале и кога умирал на крстот, тој умира за целото
општество, за секој човек. Никој нема да го загуби небото поради Адамовиот грев. Исус им донел ослободување од вечната смрт на сите они што со вера ќе прифатат неговата милост. Тоа накамелување, да се накалемиме, значи со вера на Христа како тоа единствено стебло или дрво, е единствен начин да го примиме Исуса во животот. Драги пријатели, во огнот на Божјата љубов, студениот јаглен на човечкото срце се преобразува во жар на верата. Голгота е огниште на вечниот оган на Божјата милост. Јован Крстителот еве што запишал, односно што кажал: еве го и јагнето Божје кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Јован 1:29. Верата е гледање, а животот е соединување со Христа. Да гледаме во Христа за да живееме. Нека Господ во тоа ни помогне. Амин. Tebe nema drug na svetот sličen, nikoј poprekrasen i podostojen, Bože. Ti si za slava, za čest i pohvalba, gore visoko i pomeđu nas. Ko tebe nema drugo, Bože, ko tebe nikoj. Ko tebe nema
Еве не на крајот, драги пријатели, драги гледачи, нова наша денешна емисија. Пред да се одјавим, би сакал денес да ви понудам Свето писмо на српски јазик. Сите вие кои сакате да имате колекција на преводи, еве извонредна прилика и можност. Библија значи на современ српски јазик, Свето писмо. Доколку ни пишете на нашата адреса, ние ќе ви испратиме по пошта на вашата домашна адреса. Доколку сака да изучувате Библијата по дописен пат, сега е прилика да ја видиме рекламата за дописната библиска школа. Одиме сега на самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до самиот крај, драги гледачи, нова наша денешна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта и на нашата Facebook страна Адвентистичко радио Глас на надежта. Ви благодарам што бевте денеска со нас, ви посакувам убав ден, Господ да биде со сите нас и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Бидете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.